За Берово без резил, комуналците почнаа да го чистат ѓубрето кое поради штрајкот се натрупа во градот. Од утринава се чистат контејнерите во градот и околните населени места, со цел да се одржат минимални услови на чистота, што е нивна законска обврска. Ако ќе се плаша, треба да се собира. За сметки може да стигнат и да те казнат. И да даде ред и да те блокира и пензije, плата или се. За плашање, смислот е да добро плаша. Они нека се разберат таму. Сепак, од штрајковачкиот одбор потенцираат дека ова не значи и прекин на штрајкот. Комуналците се категорични во барањата и молбата до граѓаните да имаат разбирање за состојбата во која тие се наоѓаат. Ги замолуваме граѓаните да имаат трпение за настанатата состојба и разбирање за нас и дека доколку се удоволат нашите барања, ние за 24 часа ќе го чистиме сметот и ќе ја доведеме ситуацијата во нормала. Штрајкот на комуналните работници во Берово започна на 1 април, а работниците бараат исплата на заостанатите 4 плати и плаќање на придонесите за здравствено и пензиско осигурување. Заради надминување на финансиските потешкоти на претпријатието, Советот на наредната седница треба да го донесе ребалансот на буџетот на општината, со кој претпријатието ќе биде субвенционирано со околу 3,5 милиони денари. Инаку, финансиската состојба на ова јавно претпријатие е подолго време критична. Претпријатието има стари и нови долгови во висина од над 30 милиони денари, информираат од управниот одбор на претпријатието.